Наместо да се поправаат, дупките на коловозот од патот меѓу селата Пантелеј и Рајчани и понатаму се прошируваат. На места се направени обиди да се затрупаат со земја и камења, но поради честите врнежи повторно се раскопуваат и го отежнуваат движењето на моторните возила. Таму каде што нема дупки пак се појавиле избраздени издигнувања на асфалтот, при што при применување преку нив имало и гребење на долниот дел од возилата. Широчината на асфалтот е само 3 метри, а на деловите каде има свиоци, за да се избегнат дупките при возењето, може да се излета и надвор од коловозот. Точно една година по информациите на Канал 8 дека новоизградениот асфалтен пат се уништува, жителите од двете села повторно реагираат со барање одговорните да преземат мерки за санација и спречување на пропаѓањето. Тие големите камиони, едни камиони на рудник што работат, тие дека фанат големи се многу, 300, а овај пат не е за толку. Од камионите големите камиони тешко товар. Тешко товар, тие то колку тона зберат тие 6 камиона. 5-6 така идат. Вчера, онекна беа у саботата. Сега ги нема, јутре ли ќе дојдат, не знам. Жителите повеќе пати реагирале до општината поради состојбата во која се наоѓа патот, а неколку пати имаше и прашање на седниците на Советот. Уште лани беше ветено дека ќе се побара решение и уништувањето на коловозот ќе запре. Патот е правен за локален пат, патот е за возила до 7 тони. Ние таму имаме сега еден инвеститор кој што изнесува градежни материјали со тешки товарни возила. Патот е доста оштетен, тражиме решение како ќе се најде и рудникот да продолжи да работи, значи за градежни материјали, а во исто време и патот да си остане за онаа намена која што е. Сигурно дека ќе се поправат оштетувањата, ќе видиме кој ќе ги поправа, дали ќе ги поправа оној што ги направи или ние како општина. Завршената делница меѓу Пантелеј и Рајчани е долга околу 1 километар, но оштетена е по целата должина. Асфалтирањето беше реализирано со пари обезбедени од Бирото за регионален развој, преку заеднички проект на општините Кочани и Пробиштип. Минатата година беше ветено дека за кратко време ќе се изгради целосно асфалтно поврзување меѓу селата Рајчани и Турско Рудари. Во меѓувреме, оштетувањата што се појавија и продолжуваат да се прават на асфалтот од кочанската страна, во прашање ја ставаат оправданоста од таквиот потек.